Вести на Канал 8, добар ден. Во Окочани повторно се организираат протести и контрапротести на граѓаните кои го поддржуваат движењето Протестирам и граѓанското движење за одбрана на Македонија. Од собирите беа упатени различни пораки во врска со закажаните избори за 5 јуни. Граѓаните кои ги поддржуваат движењето Протестирам и граѓанското движење за одбрана на Македонија повторно организираа протести во Окочани. Од две различни локации тргнаа по улиците на градот, носејќи транспаренти со испишани пораки како главно мото за причините за нивното излегување во јавноста. Поддржувачите на Протестирам повторно се собраа во паркот на Револуцијата, од каде што се упатија на мирен марш со повиците "Робија за мафија", "Нема правда, нема мир" и "Готово е Никола", за на крајот да организираат собир на скалите кај трговскиот центар. Главна поента на нивните ставови е дека избори на 5 јуни не треба да има, затоа што не постоеле основни услови за нивно одржување. Нема да бидат легални, нема да бидат признаени, али мислам дека една партија не може да оде на избори. Сигурно еден пети може да само ќе ескалират луѓето, ќе дојде до поголеми штрајкове, проблеми, демонстрации. Мислам дека така, нема да има избори, сигурно. Какви избори, бе? Нема шанса. И не ни треба. Па како, зашто со тие криминалци ќе идеме на избори, не дај обзир? Не знам јас дали ќе има избори, ама мислам дека не треба да има. Па ние сакаме се разеше се на најубав начин. Што е најдобро за граѓаните, тоа да биде. Собирно место на поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија пак беше градскиот плоштад, од каде тие исто така продефилираа по улиците носејќи транспарент со надпис "Одбрана за Македонија", за на крајот да се вратат на поидобната локација. Самоиницијативно се собравме да дадеме поддршка за крај на политичката криза, да се стави крај на политичката криза во Македонија и за да се одржат изборите на 5 јуни. Единствено што бараме е да се слушне гласот на народот, да излеземе на избори на 5 јуни онака како што е предвидено и како што е закажано и секој слободно да изрази својата волја и да избере својата политичка опција и својата политичка партија. Мислам дека е време да имаме судир на политички идеи. Со оглед што двете групи протестанти тргнаа во исто време на марш по улиците, во еден момент се најдоа една спроти друга, но освен гласните скандирања немаше никаков инцидент. Се најавува дека протестите ќе продолжат и во наредните денови, и што се очекувала поголема масовност како потврда за исправноста на ставовите на секоја од групите граѓани. 450 метри асфалт за жителите на село Лаки, Виничко. Патот води од регионалниот пат кон Берово до црквата Свети Јован Богослов во центарот на селото. Општина Виница овој проект го реализира во рамките на планираната програма на Источниот плански регион за 2016. Најодалеченото виничко село Лаки, кое е лоцирано покрај горниот тек на река Осојница и нуди идеални услови за планински алтернативен туризам, од денеска со нова инфраструктура. Улицата која за 30 на фамилии цели 40 години е земјен пат, ќе се покрива со асфалт. Очекуваме и се надеваме дека ќе биде подобро, па да видиме како ќе биде. Општина Виница овој проект го реализира со поддршка на Источниот плански регион, како еден од планираните проекти за 2016 година. Заедно со општините Делчево и Берово ја користиме мерката за асфалтирање на локални патишта до 5 км преку Источниот плански регион и програмата за рурален развој. Нашата општина ќе ги искористи овие средства за асфалтирање на локален пат во селото Лаки во должина од 450 метри, така да ќе комплетираме целата инфраструктурна мрежа, односно асфалтирање на патишта во селото Лаки. Пред 3 години овде го изградивме мостот на река Горна Осојница преку Бирото за регионален развој, така да ќе имаме комплетна инфраструктурна мрежа. Центарот за развој на Источен плански регион ги обезбеди средствата за финансирање на овој проект преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Вредноста на оваа инвестиција некаде околу 2.800.000 денари. Од изведувачот СМ компаниот Свети Николе советување дека асфалтот со предвидениот тротоар за пешачење ќе се заврши во рок од 60 дена. Тие 60 дена спаѓа, значи комплет направен пат со асфалт која е дебелина од 7 сантима,
должина на патот е околу 450 метри и финансиското одобрување е околу 2 милиона денара за целиот пат. Инаку Лаки е село кое ги чувствува последиците од миграцијата село-град, но е се поголема атракција за изградба на викендици и обновување на старата архитектура. Во судир на две патнички возила што предпладнето се случи кај селото Чешиново, повредени се неколку лица. Во несреќата е причинета и материјална штета кај возилата. Само материјална штета без загубени човечки животи е билансот од сообраќајката на магистралниот патен правец Штип-Кочани. Несреќата се случи пред пладнето на крстосницата кон селата Кучичино и Чешиново. Во критичниот момент, поради невнимание при излегување на магистралниот пат, возачот на возилото Citroen C3 му го пресекол правецот на движење на патничкото возило Opel Astra, при што дошло до страничен судир. Од ударот Citroenот завршил во блиската нива, а другото возило со оштетувања се задржало на коловозот. Освен оштетувањето, како последица од силниот удар, со телесни повреди се здобиле и патници од двата автомобила. На местото на несреќата увид направи полициска екипа, за да ги утврди околностите под кои дошло до судирот. Инаку, оваа делница се смета за високо ризична, а најчеста причина за несреќите се невнимателното излегување на коловозот од споредните патишта, како и движењето на земјоделска механизација. Земјоделците и жителите на околните населени места постојано се сведоци на несреќи во кои досега, освен материјална штета и телесни повреди, имало и загинати лица. Општина Чешиново Облешево и годинава го одбележа денот на белиот штрк, откако пред 4 години влезе во мрежата Европско село на штркот. По тој повод во Чешиново се одржа свечена програма во која учествуваа учениците од основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци со нивните гости. Белиот штрк повторно ги собра жителите на Чешиново и другите населени места на заедничка прослава на сред село по повод денот на белиот штрк. Со песна, оро, цртежи и поетски творби, официјално Општина Чешиново Облешево го одбележи значењето на птицата, што е карактеристична за целиот оризопроизводен регион. Откако го доби признанието Европско село на штркот што го доделува германската фондација Евронатура, локалната самоуправа реши оваа птица да стане нејзин заштитен знак и да започне поголема грижа за нејзино опстојување. Ова е по четврти пат оваа година, Општината Чешиново Облешево е вклучителна во мрежата на Евронатура, тоа се вклучително 12 општини од Европската унија, која е членка и Општината Чешиново Облешево. Некако општина, јасно ние веќе дека се грижиме за штрковите, веќе имаме изброено неколку гнезда, значи некаде бројката околу 85 гнезда. Бројот на штркови секоја година се повеќе и повеќе расне. Самите граѓани веќе со оваа манифестација ги заштитуваат, се трудат, што може да и помогнат и веќе станува еден бренд, не само за Македонија и за целата Европа. Со ова што направи манифестација, Општината Чешиново Облешево е вклучителна и како најголемо гнездо во Европа. Гнездо може да го видиме позади, каде што сме сега на во паркот на штркот во село Чешиново. Општина Чешиново Облешево со подршка од Македонското еколошко друштво пред 2 години изработи и проект за заштита на пасиштата и ливадите во регионот како извор на храна за белиот штрк. Во организацијата на програмата за одбележување на денот на штркот се вклучи основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци. Како активности кои што ги предвидовме за оваа манифестација се работилници кои што ќе ги имаме со учениците од сите 3 училишта, ќе изработуваме декорации од штрк кои што ќе бидат потоа изложени. Исто така ученици од нашето училиште ќе се представат со драмската представа стил на штркот. По повод денот на штркот распишавме и литературен и ликовен конкурс на тема птиците од нашиот крај, на кој што беа доделени награди за учениците од трите училишта. Треба да се напомене што овој литературен конкурс беше распишан како на македонски, така и на албански јазик и на него учествува ученици од македонскиот и албанскиот етникум. Како гости на учениците од Соколарци во програмата учествуваа и ученици од основното училиште Кило и Методи од селото Стајковци, која е партнер во проектот за меѓуетничка интеграција. Исто така учествуваа и учениците од основното училиште Климент Охридски од Облешево. Гости на настанот со своји творби беше и македонскиот сликар и хуманист Живко Поповски Цветин.
Православните верници го празнуваат празникот посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец или кај народот познат како Ѓурѓов ден. Сите што го носат неговото име го слават својот имен ден, а многумина како домашна слава. На 6 мај е и храмова слава на Кочанската црква. Храмова слава на Кочанската црква што го носи името на заштитникот и патрон свети великомаченик Ѓорги Победоносец. Голем број верници присуствуваа на заедничката молитва упатена кон светителот и на литургијата по повод празникот, со која чио началствуваа свештениците од Кочанското архиерейско наместништво, кои што ја осветија водата и славскиот колач. Светиот Ѓорги Победоносец, знаејќи нели дека Христовата вера е вистинска, не се откажува, поради тоа е мачен од императорот од страна нели на со наредба на императорот Диоклицијан, каде што со својот живот посведочува нели за верата Христова во некаде во околу 303 година според преданието. Многумина Ѓурѓов ден го слават како домашна слава, а празнуваат и оние кои што го носат името на светителот. Светите мошти на светителот, кои се исцелителни и чудотворни, се разнесени по целиот свет за утеха на верните, за исцеление на болните, а неговиот гроб е во Палестина и од мермерната икона со ликот на светителот извира миро како потврда за верата Христова. Свети Ѓорги е заштитник на затворениците и сиромашните и лекар на болните. Дека е голем светител сведочи светот преку многобројните храмови и манастири кои се посветени на него. Голем црковно-народен собир се одржа на манастирот Добра вода во Оризари на денот кога се слави источен петок Балаклија. Голем број верници се собраа да ја одадат почит на Пресвета Богородица, на која е посветен манастирот. Проектната документација за изградба на патот до манастирот е готова и ќе се аплицира до инвеститор кој што ќе може да ја финансира изградбата. Со света литургија, а потоа и со голем собир се одбележа празникот источен петок Балаклија на манастирот Добра вода во Оризари. Првиот петок по Великден секоја година во овој манастир се собираат голем број верници и се организира голем црковен собир. Со музика и песни, манастирски ручек и богата трпеза се славеше и овој празник посветен на Мајката Божја. На литургијата служија свештениците од Брегалничката епархија. Петокот, наречен источен петок Балаклија, всушност е посветен и на Пресветата Богородица. Настанот е сврзан за едно чудно исцелување на еден слепороден, кој што се случил во предградието на Ерусалим, каде што всушност и таму е откриен и оној чудотворниот извор. Домакините на манастирот се потрудија и овој пат сите подготовки околу славата да бидат завршени на време. Направена е и настрешница во кругот на манастирот со цел прибирање на повеќе верници. Патот не е потребен не само за славата што имаме верници, исто на као овај манастир е многу развит како туристи, доаѓаат се на викенд на со, да тоа највише го тражат пат. А исто така имаме и кујната не е више на при крај ова не е, ни треба една кујна се нова убава, па добро се времето. И се надеваме ние дека ќе за кратко време, за неколку години ќе ја направиме кујната. Инаку, освен на овој ден, на манастирот Добра вода кај Оризари слава има и на вториот ден Божик, кога и на тој ден се собираат голем број верници. Приоритет во манастирот е да се направи кујна, конаци, но и патот до него. Градоначалникот Димитровски, кој што годинава присуствуваше на славата, вети изградба на патот до манастирот. Е изготвен проектот за изградба на патот од кружниот пат од селото Оризари до поврзување со патот Оризари пресека до асфалтниот пат. Проектната документација е готова и со таа проектна документација ќе аплицираме до оние извори на финансирање кои што може да го тоа финансира. Со празникот посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи нејзиното име. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Информација од спортот.
Во текот на викендот ќе се одиграат надпреварите во првенството на првата фудбалска лига за жени и во третата фудбалска лига Исток за мажи. Освен тоа, на терените кај градскиот базен во Кочани ќе се одржи меморијален тениски турнир. За време на деновите од викендот ќе има неколку спортски настани, во кои ќе доминираат фудбалските надпревари, но ќе има и тенис. Во првенството на првата фудбалска лига за жени, екипата на Кочани е домакин на лидерот на табелата Драгон од Скопје. Се работи за доигрување на надпреварите од 15-тото коло, што беше одложено за дел од екипите кои минатиот викенд ги играа средбите од полуфиналето за Купот на Македонија. Средбата за нашите фудбалерки пред се има поголема психолошка отколку резултатска важност, со оглед што тие одамна ги изгубија шансите за освојување на првото место во овогодишното првенство. Надпреварот ќе се игра в недела со почеток од 11 часот. Во третата фудбалска лига Исток на распоредот е 20-тото коло, а сите надпревари се закажани за сабота од 16 часот. Во Кочани, Осогово, исто така го дочекува лидерот на табелата, екипата на Академија Пандев од Струмица. По минато неделната победа во гости против другиот струмички третолигаш Беласица, кочанските фудбалери ветуваат добра игра и извлекување поволен резултат. Тоа треба да им овозможи избегнување на опасната долна зона и зацврстување во средината на табелата. Слога 1934 исто така во ова коло игра дома. Виничките фудбалери го пречекуваат минатонеделниот противник на Осогово Беласица, кој веројатно по поразот на домашен терен ќе бара рехабилитација и ќе се труди да извлече што поповолен резултат. В сабота и недела на терените кај градскиот базен ќе се одржи традиционалниот меморијален теренски турнир Благој Едровски. На турнирот вообичаено учествуваат тенисери во младинска конкуренција на возраст до 16 години. Финалните мечеви се закажани за в понеделник, кога ќе бидат прогласени победниците и ќе бидат доделени наградите и признанијата. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.